Добро вечер, почитувани гледачи. Започнува централното издание на Дневникот на телевизија Кочани. Еве што ќе гледате во него. Во Основното училиште Никола Карев започнаа градежните активности за новиот влез, кој се гради со донација од УСАИД. На светскиот ден на диабетесот во Кочани регистрирани 2500 заболени од диабет тип 1 и 2. Се зголемува бројот на зависници на дрога и во Кочанскиот крај. На Кочанскиот пазар со есенските денови најбарани зелката и празот. Утре вечер на сцената на Центарот за култура Пери Мугри во Кочани премиера на театарската представа Цензор во режија на Ангел Чуелиевски. Фудбалскиот клуб Осогово ги заврши надпреварите од есенскиот дел на третата македонска фудбалска лига. Се атакува за освојување на челната позиција. Со Дневникот се враќаме веднаш по рекламите. Гледајте не. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете Термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Во Основното училиште Никола Карев во Кочани започнаа градежните активности на новиот влез на училиштето, што се гради со донација од УСАИД. Во Основното училиште Никола Карев во Кочани започнаа градежните активности на новиот влез на училиштето, што се гради со средства од УСАИД. Просторот е веќе ограден и започнаа градежните активности. Училиштето ќе добие едно безбедно место каде што децата благовремено ќе можат и за време на големиот и на малите одмори да може да ги користат покрај првиот влез, да го користат и вториот влез. Со тоа ќе се зголеми безбедноста на децата,
и со тоа мислам дека ќе добие училиштето еден друг лик како едно современо училиште во кое е планирано исто така да имаме и инвалидска рампа со сите стандарди кои ги траже современото живење. Вториот лес на училиштето е преку УСАИД, значи тоа е донација од 1.200.000 денари. Значи првата фаза, со тоа што они ќе го завршат првиот дел, а вториот дел настапува, значи оној финалниот дел Министерството за образование и наука и истовремено ќе биде и финалниот дел на самата зграда, значи и фасадата. Во 2014 година, како еден клучен проблем ни е санитарниот јазол, значи на трите спрата во училишната зграда, затоа што веќе дотраени се, почнувајќи од водоводната, од канализационата мрежа и се надеваме, значи веќе сме влезени, значи преку Министерство за образование и наука, да на некој начин отпочнеме, тоа најверојатно ќе се случува можеби летото, значи кога веќе децата нема да бидат на училиште и со тоа на некој начин ќе овозможиме покрај изгледот и поправката на санитарниот јазол комплетно, значи. И не останува, значи, по завршувањето на самиот влез и фасадата, не останува партното уредување, значи, пред самиот влез, поставување на бетон плочки пред самиот влез и меѓу првиот и вториот влез, се до паркингот каде што е лоцирано на самото училиште. Тоа значи ќе биде инвестиција од локалната самоуправа Кочани како трет партнер за оваа цела активност која ќе се случува овие изминати 2 месеца, може тоа ќе потрае и во второто полугодие, се зависи од динамиката, од времето. И во наредната година Андов најавува реализирање на неколку проекти, меѓу кои решавање на кровната конструкција, како и поставување биста на патронот Никола Карев во самиот круг на училиштето. Денеска се одбележува Светскиот ден на борба против дијабетесот. Со повеќе активности, денот ќе биде одбележан и во Кочани, истакнуваат од Сдруженијето за борба против дијабетесот. Светскиот ден на заболените од дијабетес ќе се одбележи на пригоден начин и во Кочани. Председателот на Кочанското здружение на дијабетичарите истакнува. На републичко ниво Светскиот ден на дијабетесот ќе го одбележиме денеска и во сабота. Денеска посебно ќе го одбележиме, ќе биде посветен овој ден на детскиот дијабетес и централната манифестација ќе биде во Скопје. Ликот оваа година има еден лик, измислен лик кој се вика Диамен, кој што ќе на некој начин да ги едуцираме граѓаните за дијабетот кај дечињата. Да се избегне стигмата дека е нешто страшно, а да ги едуцираме родителите и сораѓаните, дечињата во училиштата, дека дијабетот не е ништо страшно, дека тоа е една состојба која е надминлива и дека со правилен режим на живење, новие дечиња можат сосем нормално да бидат вклучени во секојдневниот живот, за дружење, спортување и сите активности во школувањето на овие дечиња. Централната манифестација ќе биде во хотелот Holiday Inn. Таму ќе биде ќе се потпише еден меморандум за соработка со Министерството, ќе има мерење на шекер во крвта, пешачење до плоштадот, каде учесниците ќе бидат облечени во плаво, оваа година плавата боја бојата на дијабетот, ќе се направи еден круг околу плоштадот, се со цел повторно да покажеме дека како дијабетичари можеме сосем нормално да живееме. Во Кочани со дијабетес има дијабетес тип 1 и тип 2, значи лица кои се на инсулинозависни и лица кои се на таблетарна терапија. Вкупната бројка во општина Кочани изнесува некаде околу 2500 до 3000 лица, од кои на инсулин се околу 700 лица. Се со цел да порано откривање на дијабетичарите, на дијабетесот кај лицата, ние преземаме неколку активности како предавања кои ги вршиме во општината и 2 пати годишно акции за мерење на шеќерот во крвта. Овие акции се повеќе наменети за лицата кои немаат дијабет, меѓутоа да превентивно навреме си вршат контрола на шеќерот во крвта и зашто поскоро или побрзо откривање на евентуалниот дијабет. Во саботата имавме таква акција, ја завршивме во населбата Оризарин. Таму
се јави околу 70 на граѓани од Оризари и радува фактот дека најголемиот дел беа со уредна гликемија. Бројот на заболените од дијабетес тип 1 и 2 во Окочани постојано се зголемува. Ако само во Скопје се регистрирани над 40 деца на возраст до 14 години кои се зависници од дрога, каква е состојбата во внатрешноста? Се подолгото отсуство на родителите од дома поради презафатеност со работа или печалба во странство, како последица ги доведува во директна опасност малолетниците да закачат некој опасен порок. Најсериозни се состојбите со зависностите, особено кога се работи за наркоманијата, алкохолот и пушењето. Зголемениот страв кај родителите базира на податоците кои велат дека многу брзо се симнува возрастната граница на наркозависници. Само во Скопје се регистрирани над 40 малолетници кои користеле или користат дрога. Организациите кои се занимаваат со овој сериозен проблем на денешницата велат дека имало случаи дури и 10-годишни и 9-годишни деца да посегнале под чумата на 21 век. Прават младите сега, ама. По секаде, повеќе по Скопје, голем град, ама. Па и тука, ама. Тоа е тоа. Има многу на моја возраст што зимата, ама не е убаво, треба да спортуваат повеќе. Па мислам дека има и мислам дека се користе, ама не у многу големи количини. Па според мене мислам дека не може доволно срекни да бидат без тоа, па мислам дека со тоа подобро ќе се забавуваат и слично. Па мислам дека некои употребуваат, но зашто ги употребуваат не знам. Според мене е лошо. Младите во денешно време мислат дека дрогата за нив представува нешто убаво, нешто и затоа некои од нив ја користат. Анализите и истражувањата покажуваат дека некои од наркозависниците се од дисфункционални семејства со неразлични семејни проблеми, најчесто поради развод на родителите, но има и такви од поимотни средени семејства кои имаат се во животот, па што се вели од узур, сакаат да пробат и други. Не е мал бројот и на деца кои од љубопитно сакаат да го почувствуваат дејството на наркотиците. Во Окочани се смета дека состојбите околу дрогата се држат под контрола и дека полицијата во соработка со училиштата и другите институции можно успешно се справува со проблемот. Меѓутоа, одредени искуства од пред 10 години едноставно потикнуваат на постојана будност кога е во прашање дрогата, бидејќи доволно е мало ни внимание појавата да букне помеѓу младите, особено децата. Градачка река во село Градец Виничко ќе добие потпорен зид. Со неговата изградба автоматски ќе се решат досегашните проблеми кои се јавуваа кај минувачите. Инвестиција вредна 903.000 денари. Зид во должина од 70 метри ќе добие најризичниот дел од коритото на Градачка река, кој долго време е црна точка и опасност за минувачите и возилата во селото Градец, бидејќи го раскопува асфалтот. Изведувач на проектот е градежната група при јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница, а инвестицијата е вредна 903.000 денари. Средствата ги обезбеди ПЦЦ Хидро од Скопје, кои воедно се и концесионери на мини хидроцентралата која е изградена на зафатот на Градачка река во горниот дел на селото. Со изградбата на овој зид ќе се овозможи поголема безбедност во сообраќајот, но и воопшто олеснување за сите пешаци, кои со страв досега се движеа во овој предел на селото. Вообичаено во ноември најбаран зеленчук на пазарот се зилката и празот, кои денеска се продаваа по 10 денари за килограм и 200 денари за сноп од 50 страка. На пазарот во Окочани денеска најмногу се нудеше и купуваше зелка и праз. Килограм зелка се продаваше по 10 денари, а сноп праз од 50 страка за 200 денари. Пазарџиите велат дека најдобар е празот од зрновци, а кога е во прашање зелката, квалитетот доаѓа од тркање. Но со квалитетен праз и зелка се фалат и другите земјоделски производители во Окочанската котлина. Зелка квалитет прва лига. Оваа година се движи од 8 до 10 денари. Да речеме дека цената е добра, али некако луѓето се уште двумат се уште не зимат нагло, сваќаш поради временските услови што се чекат малку да биде по-ладно. Бојат се да не се расипат. 250 динара цената на празо. Како сте задоволни од продажби? Па сад моментално се добри, што има откуп. Што е на откуп, иначе
Тешко е. За разлика од претходните години, кога понудата беше поголема од побарувачката, есенва соодносот прилично е пореметен. Денеска пазарџиите што го посетија пазарот по 12 часот, останаа без квалитетен прас, бидејќи во предпладневните часови донесеното се продаде во целост. За среќа Зелка имаше и повеќе од побарувачката, па некои земјоделци мораа да вратат назад дел од изнесеното на пазарот. Во Кочанската библиотека заврши годинешниот 8ми саем на книгата. Кочанчани како во ретко кој град купиле книги од саемот. Заврши годинешниот саем на книгата, кој по 8ми пат го организираше Кочанската јавна установа Библиотека Искра од Кочани. Излага 15 издавачки куки и според првичните резултати, кочанчани како во ретко кој град купиле книги од саемот. Кочани е град кој сака да чита, кој сака да купува книги, кој сака да си ја збогатува домашната библиотека со нови наслови. Ова го кажувам врз основа на тоа што не само што беше посетен саемот, туку и врз основа на бројот на купените книги. Забележавме дека во текот на целото време трајање на саемот имаше си континуирана посета од граѓаните на Кочани, разгледување на книги, купување на книги. Меѓутоа, покрај повозрасните граѓани имаше посета од страна на учениците од сите основни училишта во нашата општина. Можам да кажам дека според нашата евиденција поминаа вкупно 47 оделенија, земајќи ги тука и некои од оделенијата од средните училишта во нашата општина, а имаше посета и на ученици од основното училиште од Чешиново, Соколарци и Спанчево. Според обемот на книгите кои што беа на саемот и според бројот на издавачите, како што спомнавме оваа година, го зголемивме бројот, имаше вкупно 15 издавачки куки, затоа и го проширивме и просторот, додадовме уште една просторија, ослободивме. И врз основа на кажаното од страната на самите издавачи, можеме слободно да кажеме дека Кочани по бројот на посетеноста на продадените книги предничи и пред Битола и пред Штип, што значи веднаш по оној најголемиот наш меѓународен саем што се одржува во Скопје, Кочани можеме да кажеме дека е после него втор саем во нашата република. Саемот на книгата покажа дека интересот на кочанчани за секаков вид на литература е голем. Впрочем и бројот на читателите во библиотеката од повеќе генерации покажува зголемен интерес. Утре вечер на сцената на Центарот за култура во Кочани ќе биде прикажана премиерно представата Цензор во режија на Ангелчо Илиевски. Денеска одржана пресконференција. Утре вечер на сцената на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани ќе биде прикажана премиерно представата Цензор во режија на Ангелчо Илиевски. Денеска директорот на Центарот и режисерот одржа пресконференција. Ова е дел од проектот на Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Благодарение на Ангелчо и екипата околу него, што прифатија да направиме ова представа. Се надевам дека она што ќе биде поставено и одиграно сцената ќе биде навистина интересно. Па може да кажам дека многу години чекавме да добиеме еден нов приод кон театарска представа, тоа би рекол професионална представа, значи имаме тука се вклучени најглавните носители на самата представа, значи режисерот и двајцата ликови, значи ова е дуодрама, значи се студенти на 4-та година на факултетот на драмски уметности. Улогите во представата Цензор ги толкуваат Јанка Левкова и Благојчо Стојанов. Представата во повеќе аспекти јасно говори за состојбата на едно затворено општество преку една тема што во суштина не треба да е табу, сексуалноста. Се бори против визуелноста, а ја отвара суштината, вели режисерот Илиевски и додава. Суштина на нашата представа, значи тоа што реков, збори за слобода, ослободување едно, значи слобода на изразување, слобода на мислење, слобода на чувствување, слобода на ослободување од фрустрација, ослободување од комплекси, едно, да речам, глобално ослободување од многу проблеми, од
едно обштествено социјални стеги, иако сето тоа е спакувано преку една тема сексуалност, што макар да целата представа визуелно изгледа многу перверзна, ја не би рекол дека тоа е една општа линија на која треба да се задржи публиката. Ја мислам дека ако почне представата да се анализира многу подлабоко, тие две спротиставени страни што тежнеат во целата представа, можеме да ги коментираме на различни начини. Тоа е убавината во оваа представа. Од Центарот за култура до крајот на оваа календарска година најавија уште една премиерна представа, овој пат наменета за деца. Наскоро ќе започне изградбата на споменобележјето за Водици во Охрид, чиј донатор е доктор Ванчо Чифлиганец, кум на Водици Охрид 2012. Во брегот на Охридското езеро наскоро ќе започнат работите за подигнување на споменобележјето посветено на големиот христијански празник Водици. Постаментот ќе биде готов до богојавление, а во првата половина на 2014 година ќе биде поставен споменикот во центарот на Охрид. По работната средба која имавме со градоначалникот на општина Охрид доктор Никола Бакрачевски и надлежните во локалната самоуправа, ги дефиниравме работите за споменикот и се договоривме наскоро да започнеме со активностите на терен на брегот на Охридското езеро кај градското пристаниште, простор што беше одреден од страна на одборот за подигнување на споменобележјето. Работите на постаментот треба да завршат до големиот празник Богојавление 2014 година, кога на 19 јануари таму ќе се одржи најмасовната прослава на Водици во овој дел од православниот свет. Очекуваме скулптурата да се излее и изработи во првата половина од идната година и да се постави како ново споменичко обележје на најубавиот дел од Балканскиот Ерусалим, кој ќе ги задоволи срцата на христијанските верници од Охрид, Македонија и пошироко, изјави професор доктор Ванчо Чифлиганец, генерален директор на градежната компанија Дора Инжинеринг, кум на Водици Охрид 2012 и донатор на споменобележјето на Водици во Охрид. Апел од полициската станица Кочани до граѓаните за заштита на домовите, гаражите и автомобилите од кражби, тешки кражби и измами. Полициската станица Кочани, следејќи состојбата криминалитет на подрачјето, има констатирано дека имотниот криминалитет е во пораст, особено извршување на кривичните дела, кражби, тешки кражби и измами. Заради заштита на својот дом, двор, гаража и својот автомобил, полициската станица Кочани апелира до граѓаните на општината Кочани, како и на општините Зрновци и Чичиново Блешево, да ги преземат следните превентивни мерки и активности, да ги заклучат вратите и прозорците, да се користи шпиунка наместо ланче за вратата, ако не сте дома, оставете запалено некое светло, осветлете го секој надворешен влез и двор, вклучително и гаражната врата, не оставајте го необезбедено вашиот алат надвор од домот, не оставајте вредни работи во возилото. При паркирање добро обезбедете го возилото, односно заштитете го резервоарот за гориво со користење на заклучување на капакот, паркирање на возилото во дворно место каде има осветлување. Исто така полициската станица од Кочани апелира до граѓаните кривичните дела да ги пријават во полициската станица Кочани и бесплатниот телефонски број 192. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против лице од Кочанско за затајување на данок, со што ја оштетил државата за 829.000 денари. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава против ЦС 35 години од село Тракање Кочанско, сопственик и управител на фирмата Гофи Транс Доел село Тракање, за сторено кривично дело даночно затајување. Според полицискиот извештај во периодот од март 2010 година до декември 2011, пријавена со цел да ги избегне даночните обврски, давала лажни податоци за финансиските резултати за работењето на фирмата, односно во книговодствената евиденција, неосновано се книжени фактури и испратници, што не се во согласност со дејноста на фирмата и неосновано прикажувала поголеми расходи. На овој начин пријавената одбегнала да плати персонален данок на доход ДДВ и данок на добивка во износ од 829.000 денари. Од утре започнува дератизацијата во Кочани и населените места Оризари, Прибачево, Градовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог и Тракање.
Од утре 15 ноември започнува дератизацијата на канализацијска мрежа и колекторите во Кочани и населените места Оризари, Прибачево, Грдовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог и Тракање. Дератизацијата ќе ја спроведуваат екипи на Центарот за јавно здравје и комуналното јавно претпријатие Водовод со финансиски средства од општинската програма за заштита на здравјето на луѓето од заразни болести за 2013 година. Фудбалскиот клуб Осогово од Кочани ги заврши надпреварите од првиот дел во третата македонска фудбалска лига Исток. Управата се подготвува за освојување на првото место на табелата од пролетниот дел. Заврши есенскиот дел од надпреварите во третата македонска фудбалска лига Исток. Осогово го освои солидното трето место, но за управата императив повеќе е освојување на првото место на табелата. По преземањето, значи, одигравме 7 надпревари, каде што забележавме 4 победи и 3 на нерешени. Во секој случај сигурно дека можеше и подобро, но како што беше ситуацијата хаотична во фудбалскиот клуб, задоволни сме што не претрпевме ниту еден пораз. Од 9-то место, како што го преземавме клубот, се издигнавме на 3-то место. Се надеваме дека ќе се консолидираме во предходниот рок и дека ќе направиме конкурентен тим кој што ќе биде во горниот дел на табелата, а веќе за во следната сезона да се надеваме со уште по некое засилување да направиме квалитетен состав кој што веднаш ќе атакува за првото место и со исполнување на целите, а тоа е втора лига. До пролетниот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток останува фудбалскиот клуб Осогово да ги консолидира редовите и да атакува на првото место. Овде го завршуваме централното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија Кочани. Довидување.